Добар ден, почитувани, вие ја следите на новата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Секоја 8 жена во текот на животот ќе развие карцином на дојка. Ова е најчестата малигна болест кај жените и прва причина за смрт од карцином кај жените помлади од 40 години. Шансите за излекување се големи само ако болеста се открие во најраната фаза. Која е улогата на хирургот во третманот на ракот на дојката и кои се хируршките опции во лекувањето на оваа малигна болест? За најчестите дилеми, но и заблуди поврзани со ракот на дојката, денеска разговараме со доктор Лилјана Брајевич, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по торакална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите ваши прашања. Останете на Телма. Дали хирургијата е секогаш прв избор при лекувањето на ракот на дојката? Какви се очекувањата, но и прашањата на жените кога ќе се сретнат со хирургот, со торакалниот хирург? Ќе запрашаме денешната гостинка, доктор Лилјана Брајевич, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по торакална, односно по градна хирургија. По градна хирургија, точно. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Институтот за јавно здравје излезе со нов извештај, вели дека во последните 4 години расте бројот на нови болни и смртни случаи, и тука има сега некои податоци, вели дека новиот извештај вели дека во Македонија најчеста причина за смрт од малигни неоплазми кај жените во период од 2010 до 2023 е ракот на дојка. И стапката на смртност во 2023 година била 37,5% на 100.000 жени, ако не се лажам. Да, точно, да. На вистина поразителни податоци. Да, точно. Иако ова бројка на пораст на нови пациентки не важи само за нашата земја, тоа и на светско ниво. Тоа е светски тренд. Да, тоа е светски тренд и не само за карциномот на дојка, туку и за други малигни заболувања, за жал. Меѓутоа, поразително е тоа што во нашата земја расте бројот на смртни случаи, не само новодиагностицирани пациентки, и покрај современиот пристап кон диагностика на овој тип на заболување, современиот тип на онколошки третман, сепак смртноста е навистина голема за околу мала популација во нашата држава. Доаѓаат ли жените редовно на преглед? Со какви случаи се соочувате вие како торакален хирург? Па, мора да кажем од моето искуство до сега, за жал во Македонија се уште доаѓаат пациентки, и тоа млади, за жал, во многу напредната фаза на заболувањето. Мислам дека тоа најголем проблем е во тоа што жените се уште во Македонија најверојатно се срамат да кажат дека можеби имаат некаква промена на дојката, не доаѓаат навреме на прегледи, и кога доаѓаат обично тоа е фаза кога навистина можеме многу малку да направиме и како хирурзи и како лекари на онкологија да дадат соодветна терапија за да имаме на крај поволен резултат за пациентката. Нормално дека сигурно представува проблеми достапноста некој пати на термини за преглед, меѓутоа сепак мислам дека проблемот е тоа што пациентките се уште имаат некаков страв, можеби и срам да се јават на лекар за да направат некаква диагностика на дојките. Сметате дека менталитетот има некаква улога? Да, сигурно, поготово по малите места, мислам дека се уште таму представува срам да се каже дека можеби има некој карцином, дека треба да се оперира или дека веќе бил опериран, така да мислам дека кријат. Така да мислам дека и тоа е навистина голем проблем во 21. век да се соочуваме со таков проблем, кога веќе достапно е веќе и да прочитаме сегде и да се информираме и на телевизија и на интернет дека навремената диагностика навистина го спасува животот. Така, доколку биде откриена болеста во раната фаза, вела дека шансите за излекување се многу големи, но имате ли вие примери, например, кога пациентката ви се јавила со видливи промени на дојката, сето тоа било во многу доцна фаза? Да, тоа за жал е многу често, многу поретко наоѓаме пациентки кои доаѓаат на преглед кој што редовно си одат на контроли, тогаш имаме навистина одлични резултати, бидејќи пациентките се диагностицираат во многу рана фаза на заболувањето, кога карциномот е по 1 или 2 сантиметри, кога не е раширен во околното ткиво, така да и оперативниот третман е многу подобар за пациентката, и онколошкиот третман е, да речам,
да речам, полесен и нормално дека на крај и самите резултати се добри и некако хирурзи сме задоволни кога ќе видиме на крај дека пациентката е добра, меѓутоа и за пациентката е резултатот е одличен. Значи никако не сме да се пропуштат тие превентивни прегледи, секогаш кога се во можност да се направат тие редовни контролни прегледи, ќе кажеме во текот на емисијата колку често треба да се изведуваат, вклучуваат тие ехо преглед, мамографски преглед. Да, прегледите се започуваат кај рентгенолозите со обичен клинички преглед и понатака прават ехо на дојка, која што е безболна метода, може да се прави многу често, нема зрачење, не е непријатна. Понатака, зависно од возраста на пациентката, се прави мамографија. Дали, ако доколку се најде некаков наод на тие испитувања, се прави по потреба кор биопсија. Тие се основните три испитувања со кои доаѓаме до некаква почетна дијагноза. По потреба се прави магнет на дојки, меѓутоа тоа во посебни индикации, не е како стандардна процедура. Понатака, доколку се земе кор биопсија, таа биопсија понатака ја обработува патологот, добиваме резултат дали се работи за бенигно или за малигно заболување, бидејќи од тоа понатака на нас како хирурзи ќе ни зависи типот на операција каков ќе биде, бидејќи е сосема различен за бенигно или за малигно заболување. Бидејќи сега во моментот зборуваме за малигни заболувања, односно за карцином на дојка, ние како хирурзи проценуваме во каков стадиум ни е пациентката во моментов. Значи, дали треба пред да започнеме со оперативен третман, доколку се работи за рана фаза од заболувањето, или е потребно да започнеме со првин онколошки третман, со што ќе направиме да таа туморска промена се намали, за да можеме ние понатака да оперираме и потоа повторно пациентката оди на онколошки третман. Значи, во тој тим голем улога има и хирургот, и онкологот, и нормално во нашата болница како тим работи и психолог, доколку на пациентката ако има потреба од психолошка поддршка. Значи, цел еден тим, тимски пристап е потребен во третирањето на болеста. Се извинам што ве прекинав, значи во нашата болница тоа е буквално тим кој што ја поддржува пациентката низ целиот овој процес, кој што верувате навистина не е лесен, бидејќи пациентките кои доаѓаат со дијагноза и се прилично вознемирени, кои ќе прочитаат дијагнозата карцином на дојка, навистина не е едноставно да ги смирите и да им објасните дека се ќе биде во ред, дека сме сите тука за нив, дека им пружаме поддршка низ целиот тој процес до завршување комплетно на третманот. Така да сепак пристапот како за било кое заболување, а посебно за малигните, секогаш е тимски. Тимски. Да. Сега, кога жената ќе добие дијагноза карцином на дојка, обично сака да ги знае сите чекори во лекувањето. Вие споменавте дека се разликуваат од пациент до пациент. Но, имате ли искуство тие најнапред да сакаат да се обратат, да се консултираат со хирург и од хирургот да очекуваат да го даде решението на проблемот? Односно, веднаш да сакаат со операција да го отстранат карциномот? Да, секако. Значи, кај хирургот доаѓаат пациентите со веќе готови резултати, дека се работи за карцином на дојка. Зависно од локалниот наод. Ние на пациентките им кажуваме како би била понатаму приказната. На сите пациенти ние им објаснуваме план А, план Б, бидејќи на сите тоа ни е потребно да знаеме како понатака ќе оди приказната. Зависи од пациентката и зависи од наодот. Значи, тоа не е според желба, значи ние како хирурзи се водиме според така наречени светски гайдлайнс, односно протоколи на работа. Значи нема како јас сакам и како пациентката сака, туку зависи од кој стадиум таков третман следи. Доколку пациентите дојдат, пациентката дојде со ран стадиум на карцином на дојка, значи мал карцином. Што значи тоа мал карцином? Значи, колкава е големината? Зависи и во однос на големината на дојката. Значи, ако се работи за пациентка кој што има големи волуминозни дојки, има карцином од 1 до 2 сантиметри, тоа значи дека е сепак мал карцином кој што можеби, ако е на периферија локализиран, можеби има или нема промени во ливните железди, тогаш го сметаме за некоја рана фаза на заболување. Ако се работи за пациентка кој што има помали гради со тумор од 2 до 3 сантими, може веќе за незината состојба е голема промена.
со промени ако има на кожата, значи сето тоа е протокол, не е, например, не може да се каже баш вака во 2 реченици, меѓутоа ние правиме проценка и кажуваме да, вие можете да започнеме нели со оперативен третман, ќе понудиме какви опции имаме хируршки, меѓутоа ако не, тогаш ги праќаме на онколошки третман и ми објаснуваме дека мора да се поминат неколку циклуси на хемотерапија за да доведеме во фаза кога ние како хирурзи можеме да работиме и да ја направиме операцијата што велиме ние во здраво, бидејќи тоа е многу битно да се отстрани промената во здраво. Значи по хемотерапијата всушност туморот треба да се намали, да се врати болеста неколку чекори, чекор 2 назад. Назад, значи да ја вратиме, да речеме, просто речево малку поран стадиум, за да можеме да ја направиме таа операција што велиме хирурзите во здраво да биде направена и потоа да појасните ни што значи сега тоа во здраво. Тоа значи дека не смееме да оставиме дел од туморот во дојката. Тоа е се отстранува и здраво ткиво околу туморот. Да, значи зависи од големината на туморот. Ако е најчесто се кај големи тумори мора да се отстрани целата дојка. Исто така е битна локализацијата. Ако е поблиску до брадавицата, тогаш независно од големината мора да се отстрани целата дојка. Ако е мал тумор кој што е локализиран на периферијата на дојката, ако имаме простор за да направиме така наречена штедлива операција, тогаш на пациентката ќе понудиме таква операција. Значи сето тоа зависи од локалниот наод, од големината на дојката кај пациентката, понекогаш зависи многу од ставот на пациентите. Бидејќи имаме ние пациентки кои доаѓаат и велат не ме интересира штедливо или било каков тип, сакам да се отстрани целата града затоа што ми е страв да не се повтори и слично. Имаме пациентки кај кои што навистина немаме ни од старт мегдан за штедлива операција, меѓутоа пациентката инсистира поради психолошкиот момент. Вели ако ми се отстрани дојката, мислам дека ќе бидам помалку жена, бидејќи тоа нели символ на женственост, така. Символ на женственост, точно. Така да, меѓутоа им кажуваме дека кај вас немаме можност за таков тип на операција, ние како хирузи не смееме и еве лично јас како хирург не правам компромис за во однос на естетика, во однос на здравјето на пациентката. Им кажуваме дека во овој момент не можеме да направиме таков тип на интервенција заради вашето здравје и е препорачливо да се направи интервенција каде што ќе се отстрани целата дојка, па кога ќе се заврши третманот, да бидете вие добри, понатака имаме нели можност за реконструкција. Така да тоа е се индивидуално од пациентка до пациентка, не е значи тоа некаков шаблон што се работи кај сите пациенти, туку се работи по протоколи кои ни кажуваат како треба да се третира пациентот. Значи има штедлива операција кога се зачувува дел од дојката и комплетна мастектомија кога се отстранува дојката целосно. Сега кога ќе се отстрани дојката целосно, постои ли можност за квалитетна реконструкција на дојка? Па постои, да, во светот се работат и реконструкции каде што се зема дел од ткивото на жената, од стомакот, се става масно ткиво и во денешно време нели многу популарното поставување на импланти. Меѓутоа и тие процедури си имаат индикации кога се прават, не се прават кај сите пациентки, не се прават веднаш во првиот акт, нели веднаш. Но некогаш и се прават во прв акт. И се прават, да, се прават, меѓутоа тоа е кај пациенти што е во многу кои доаѓаат во многу рана фаза на заболувањето. Односно, ние велиме така наречен инситу карцином, кога карциномот не е проширен преку на отколните ткива, во лимфните јазли, така наречена базална мембрана на клетките, кога кај тој тип на операција ја отстрануваме само дојката, меѓутоа не ги отстрануваме и лимфните жлезди. Така да, кај таков тип на операција се прави проценка дали може во истиот акт да се направи реконструкција или тоа би се оставило во втор акт после терапијата. Многу од пациентките нели доаѓаат првин со таков план дека кога ќе направам реконструкција, повеќе се за тоа заинтересирани отколку за хируршката процедура за отстранување на дојката. И зошто ги советувам дека не треба да се прави во првиот акт. Бидејќи самиот онколошки третман се примаат лекови кои што делува токсично на клетките на карциномот, меѓутоа делува токсично и на здравите ткива. За време на онколошкиот третман кај пациентките се намалува имунитетот, се повеќе склони на инфекции, така да инфекција на таква рана би била навистина страшна, бидејќи ќе треба да се вади тој имплант, значи ќе се искомплицира целата состојба. И затоа ги советуваме секогаш да таков тип на реконструкција да се остави после онколошкиот третман.
Да се заврши значи со хемотерапија, радиотерапија. Со радиотерапија доколку е потребно, се прават првите контроли за да видиме дека е се во ред, значи и општата состојба на пациентката и локалниот статус каде што била дојката од странета. И ако е се во ред, веќе пациентката може да си се договара да си направи реконструктивна хирургија. Кои жлезди обично се вадат? Подпазувните жлезди? Да, подпазувните жлезди. Лимфни јазли, Лимфните јазли, да, под пазувата. Си има и правила, значи како под крвните садови се вадат сите жлезди и сето тоа заедно се праќа со дојката на патологот за да тоа го обработи и ние добиеме наод што велиме да видиме како се вика карциномот и добиваме уште еден наод за да видиме тој наод се нарекува имунохистохемиска анализа за да видиме каков тој карцином на каков тип терапија би бил осетлив кога пациентката ќе оди на онкологија. Така да два наода добиваме. Каков е процесот на закрепнување? Зависи ли од типот на операцијата што ќе биде изведена, дали е штедлива да, или пак е целосна радикална? Видете, и тоа е сепак и од моето искуство сепак многу зависи од самата пациентка. Имаме пациентки кои што и со радикална мастектомија, иако процесот на опоравување од ваков тип на операција навистина не е така ни страшен ни тежок, се е доставот на пациентката, бидејќи вие од нашата болница си одите со градник и вие ако не кажете на некого дека сте оперирани, нема да се забележи. Да знае. Значи еве го тој психолошки момент од кој што многу жени се плашат, нели? Дека нели ќе се види можеби дека сум оперирана. Дома се враќаат веднаш на секојдневните активности. Јас ги советувам значи колку може да се вратат на секојдневните активности, бидејќи тоа е добро и за физичкиот дел, нели, за зараснување на раната, меѓутоа е добро и за психолошкиот момент. А некои од пациентките за една недела, од кога ќе се извадат конците, се враќаат на работа. Некои им треба подолг временски период. Се зависи од ставот на пациентката. Значи колку гледаат попозитивно дека ќе го поминам ова, да имам поддршка од медицинскиот персонал, од семејството дома, може би го поминуваат полесно. Се зависи од ставот на пациентката. Инаку веруете како интервенција не е некоја која што бара грижа од неко трето лице да не можат пациенти да стануваат или да функционираат самостојно. Но некои се жалат на проблеми со подвижноста на рацете, со отоци на рацете. Имаат препорака да со таа ракот каде што се вадени лимфните жлезди. Значи тоа е поврзано со вадењето на лимфните жлезди, на лимфните јазли, а не со самото отстранување на дојката. Не, со самото отстранување на дојката имаат само една лузна, нели зависи од големината на дојката, која што знае да биде малце во почетокот да имаат чувство на трпнење, на како да е туѓо, нормално бидејќи сепак е рез, хируршки рез. Меѓутоа кај некои жени, поготово кои што се во напредна стадиум на болеста, знае да се појави така наречен лимфедем на раката, односно раката да отече. Тоа се појавува бидејќи се пореметува нормалната лимфна дренажа поради вадењето на лимфните жлезди. Тоа не се случува кај сите пациентки. Се случува најчесто кај пациенти кои што доаѓаат со од старт на предната фаза на заболувањето, кај некои пациентки кои што оделе први на онколошки третман бидејќи во пазуват имале навистина големи лимфни жлезди кои што притискаат и на тие крвни садови, вени, па се пореметува целата циркулација на таа страна. Така да има повеќе фактори зошто се појавува тој лимфедем, меѓутоа не е тоа правило дека се појавува кај секоја пациентка што е оперирана од дојка. Така, бидејќи тоа е едно од големите стравувања кај пациентките кои што минуваат низ овој тип на терапија. Токму и за тоа и препораката да до крајот на животот тоа е практично единствено правило до кое што треба да се држат. Нормално е покрај тоа да прават редовни контроли, тоа не смеа да го заборават, дека со таа рака не смеа да работат тешка физичка работа. Значи потешко од 3 килограми да не крева, да не носат долго време, например некои торби, куфери долго време, значи секојдневните активности може да ги извршуваат, меѓутоа таква тешка некоја физичка работа, теретење на таа рака, не. Ќе ги вклучиме гледачите, од овој момент почитувани, линиите се отворени, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот, вие може да се јавите, да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што денеска говориме, а тоа е улогата на хирургот во лекувањето на ракот на дојката, но ќе опфатиме и некои други сегменти во текот на денешната емисија, ќе ги разјасниме најчестите митови кои што се поврзани со оваа малигна болест, значи ги очекуваме и вашите прашања. Докторке, покрај хирургијата на дојка, која што е намената за
жени кои што имаат рак на дојка, тука и превентивната мастектомија, значи превентивно отстранување на дојки. дојките, да. Што е тоа? Кому е наменето? Превентивната мастектомија стана многу популарна, нели после познатата глумница Анџелина Џоли како го направи тоа за себе. И во денешно време, да, пациентките доаѓаат и со такви веќе информации, бидејќи сега се е достапно на интернет, па веќе доаѓаат многу спремни на разговорот кога доаѓаат, значи веќе прашуваат и бараат. Значи најнапред прават генски тест, ако не се лажам. Во принцип би требало да се направи генетика. Значи доаѓаат со разговор дека во разговорот дознаваме дека наназад незината мајка, баба имале карцином на дојка. Има семена историја? Да, семена историја, така да тие пациентки би требало да направат некаква генетска анализа и доколку се носители на мутации на најчестите два гена breast cancer 1 и 2, препораката е може би не веднаш превентивна мастектомија, меѓутоа чести контроли. Тоа значи дека ако кај другите жени кои што немаат такви мутација на гени, би се правиле на година, две, и тоа зависно нели од возраста, не е тоа шаблон, кај нив би се правиле можеби многу почесто. На 3 месеци, на 6 месеци, секоја промена би се гледала многу стартно, посериозно, да не е нешто можеби веднаш да се помисли дека можеби е карцином, така да би се гледало малце повнимателно доколку се носители на такви мутации. Доколку и се носители, тоа не значи дека сигурно во текот на животот ќе добијат карцином на дојка или на матка, бидејќи тие се мутации поврзани. Значи само жените треба да бидат повнимателни да прават чести контроли. Меѓутоа мојата препорака е кај пациентки кои што во млади години, значи имаме ние пациентки на 25, на 30, 35 години што добиваат карцином, мојата препорака е кога прават веќе реконструкција, во тој случај да направат и субкутана, така наречена превентивна мастектомија на другата дојка. Што значи тоа? Тоа значи кога се отстранува само железденото ткиво од здравата дојка, а кожата и брадавката остануваат и може да се направи реконструкција со имплант во иста која би се работела и нели остранетата дојка поради карцином. А кога се прави превентивна мастектомија се задржува нешто како брадавката? Кожата, се задржува? се задржува, да, со тоа само што железеното ткиво се отстрани. Да, затоа што е тоа место каде што се препорачувате ли да се отстрани здраво ткиво, здрава дојка како дел од превенција? Еве некои отстрануваат дури матка и јајници. Доколку се носители на тие генски мутации. Значи сепак тоа треба да се консултираат, нели, тоа тимски гинеколог што води жената, хирургот, онкологот, но вашиот став кој е? Мојот став е само за пациентки кои што во многу рана возраст добиваат карцином. Значи сигурно не на жени кои што на 60 години добиле. Така. Меѓутоа кај млади жени на 30-35 години можеби е така некоја препорака да се и повнимателни, можеби да размислуваат во таа насока понатака да интервенираат. Да интервенираат. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Се исклучи гледач, добро, ќе продолжиме понатаму. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден, не, добро, продолжуваме понатаму. Докторке, што би им советувале на жените кои што очекуваат ваков тип на операција? Што би советувала? Првин да не се плашат колку е тоа можно. Нормално дека е стрес. Никој не вели дека е едноставно да се оди на хируршки третман, меѓутоа јас со сите мои пациентки им објаснувам точно што ќе поминат. Од типот нели на анестезијата, колку ќе трае интервенцијата, што ќе очекуваат, што ќе видат после нели интервенцијата кога ќе се направи преврска за да не дојде како шок. Така да ги подготвувам колку можам психолошки, дека сепак е процес во кој што за да успееме е битно и јас како хирург, меѓутоа и тие како пациенти да соработуваме нели заедно за да на крај целта да биде и јас да бидам задоволна како хирург и пациентката да биде добра. Така да не се плашат колку што е тоа нели возможно. Дека после интервенцијата зависно од нивниот став, дека колку они ќе ја гледаат по позитивната страна, да речам, на приказната, толку полесно заедно ќе го пребродиме тој процес. Значи оптимизмот при лекувањето на малигните болести е многу важен. Не велам дека не е стресно, нели, меѓутоа со негативен став, со постојано нели читање на негативни информации и читање на интернет информации кои што не знаат да ги селектираат, нели, и секогаш ние како луѓе се ги гледаме само црните сценарии, нели неубавите приказни ги читаме. Не е така се црно, да, значи имаме буквално простор за оптимизам. Ќе го вклучиме гледачот во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден за него.
Добар ден, поздрав до емисијата и поздрав до докторката. Ви благодарам. Имам едно прашање. При 2 недели направив ехо снимка на гради. На левата града ми најда 7 мм хомогена сенка. Што ми советува професорката понатаму Докторката, да направам? што да правите понатаму? Повелете, доктор. Значи сега не знам возраста на пациентката според Да, вас. дали сте се уште на линија? Да, на која линија. возраста? Дали направивте мамографија? Јас сум на 77 години. Дали направивте мамографија? Не, нема, моментално двеле сум мамографот, немаме термин, моментално не работи. Да. Тоа е еден од големите, Од горливи големите проблеми. проблеми во нашата држава. Значи, мојата препорака е сепак да се, таа е мала промена, 7 мм, меѓутоа сепак заслужува и потребно е да се направи мамографија, на која што многу појасно и подетално ќе видиме за каков тип на промена се работи. Така да мојот совет е сепак доколку пациентката може да се направи мамографија, ќе искористам и овој момент да кажам дека во нашата болница, клиниката Жан Митрев, октомври ни е месец за борба против карцином на дојка, така да сите прегледи, ехо, мамографија и другите исследувања се на промотивни цени, така да доколку е можност пациентката, еве чисто како информација да имате. Меѓутоа, мојот совет е да направи мамографија за да се види дали ќе треба дополнителни исследувања или тоа ќе се види на некоја следна контрола. А нешто ти гинекологот што ме прегледа ми советуваше и на таа во лабораторија како цитолошки преглед или како, не знам. Цитолошки преглед, значи биопсија ви препорача, така? Биопсија, дали Так. и тоа треба или не? Добро, ќе ви одговори на ова прашање докторката. Ви благодарам за вклучувањето. Значи, секако веднаш мамографија- препорачале биопсија да се прескокне мамографијата. Значи, си има протокол на работа, значи Аха, се значи прави мора да се следи тој да, протокол. се следи протоколот, значи се прави ехо, се прави мамографија и зависно од надот на мамографијата, ако има потреба апсолутно може да се направи биопсија доколку е тоа достапно, бидејќи таа промена е навистина многу мала, 7 мм. Тоа ќе процени нели радиологот дали ќе има потреба во консултација со хирург. Колку се сигурни резултатите од биопсијата? Доколку е цитолошка, односно клеточна? Тие се всушност и најсигурните резултати, бидејќи екото и мамографијата се методи кои што знаете има дел кој што има и субјективен момент. Се зависи значи од апаратот, апаратот не работи сам, значи некој работи со тој апарат, искуството на радиологот кој го гледа тоа, така да секој пат тие резултати ги земаме дека се сигурно точни, меѓутоа за да кажеме за некоја промена дали е бенигна или малигна, сепак ни потребна биопсија, цитолошка или така наречена кор биопсија, каде што се зема поголемо парче ткиво од промената и на крај ние како хирурзи добиваме резултат за каков тип на промена се работи. Така, ќе продолжиме понатаму со денешната емисија, ќе ги продискутираме докторке и најчистите митови поврзани со ракот на дојката, еве што ние издвоивме. Кои се најчистите заблуди овој пат ги издвоивме на рак на дојка, но ако сметате дека нешто не е комплетна заблуда, можете и да искоментирате или да појасните како стои. Еве вели мажите не може да заболат од рак на дојка. Има некои статистики велат секоја 8 жена може да заболи од рак на дојка. Значи очигледно оваа статистика не важи за мажите. Да, но тоа не значи дека не може да добијат. Да, процентот е негде околу 1%, иако зборувавме дека јас во принцип како лекар не сакам проценти, затоа што тој што ќе добие карцином за него процентите не се битни, за него е 100%. Кај мажите еве тој процент е негде околу 1%, а меѓутоа можат и тие да добијат карцином на дојка, сигурно поретко отколку жените, меѓутоа сепак и тие, ако се мажи и нивните дојки имаат желездено ткиво, така да и тие се подложени на карцином на дојка и третманот е ист како кај жените. Значи се прави исто така радикална мастектомија, со лифните железди под пазувата се отстрануваат и зависи од наодот се оди на онколошки третман. Така да тоа е апсолутно заблуда дека мажите не може да добијат карцином на дојка. А како изгледаат нивните промени? Исто се така како грудка во железеното ткиво? Да, може ли надворешна некаква промена и тие да имаат? Може ако е таа поблиску до кожата да биде повлечена, кожата да биде вовлечена, може ако тргне негде од брадавица да има некои промени на брадавката, така да се зависи од промената, големината, локализацијата.
така да може и тие да добијат карцином. Еве, гледаме дека апсолутно. не секогаш жените на време се јавуваат на лекар. Да. Што е со мажите? Дали тие можеби и подолго чекаат со оглед на тоа дека не се сомневаат Не се сомнева на да. рак на да, така дојката, да, на сигурно, градата? да. Меѓутоа, бидејќи ти имаат нормално нели помали гради од нас жените, така да секоја промена некако тие придвижења некако побрзо ја воочуваат. Така да некој пат тие побрзо се јавуваат на некаков преглед, бидејќи кај нив тие промени се повоочливи него кај нас жените. Следната заблуда вели младите жени ретко заболуваат од рак на дојка. За жал и ова не е точно, поготово последниве години кога расте, навистина можам слободно да кажам како еден тип на епидемија има на појава на карцином на дојка. Игра таа граница како за сите малигни заболувања и кардиоваскуларни како што е спуштена границата, така и да и за карциномот на дојка таа граница веќе е од пред неколку години веќе е спуштена, така да имаме ние пациентки многу често со на 30, 32, 35 годишна возраст кои што се уште немаат ни деца, значи не се оствариле никако мајки се уште да имаат карцином на дојка. Така да таа е апсолутно заблуда, така да А на која возраст најчесто се диагностицира болест? најчесто над 50-60 години, кога жените веќе се во менопауза, имаат нормално хормонски промени кои што ја следат таа менопауза, така да најчесто во таа возраст, меѓутоа за жал еве и во помладите години може да се појави. Одиме понатаму, вели. Мамографијата е болна и може да и наштети на дојката. Се уште Апсолутно постои некое убедување и Да. страв од мамографија Страв. дека зрачењето може да предизвика карцином. Во денешно време сите апарати, верувате, не само апаратите за мамографија и апаратите за рентген и компјутер се навистина со исклучително многу мало зрачење. Зрачењето што ние како луѓе го добиваме од во секојдневието, значи на годишно ниво е многу поголемо него што ќе го добиете при мамографија или при обичен рентген, на пример, кога се прави. Така да апсолутно пациентките не треба да се плашат дека ако направат мамографија ќе се озрачат и поради тоа ќе добијат карцином. А болен е прегледот? Мамографијата, знаете, се зависи од, пак ќе речем, од пациентката, дека не е можеби најпријатен преглед, бидејќи дојката се става помеѓу две плочи, се прави одреден степен на притисок за да може да добиеме ние појасна слика на крај на после прегледот, меѓутоа тоа трае толку кратко, кога ќе видите вие како пациент што ќе добиете од тој преглед, на вистина минутка-две не е некоја болка, можеби не е Што не може да се најпријатен, издржи. Да се издржи, да, на крај кога ќе видите каков резултат ќе добиете и дека која е целта на тоа испитување. Какви се сега протоколите, од која возраст треба да се направи мамографски преглед? По протоколи од над 40-та година, меѓутоа доколку имате нели преска зборувавме некаква генетика, семена анамнеза, ако имате некакви промени во дојките кои што многу често доаѓаат пациентки кај мене велат ние овие промени ги следиме со години, нели? И постојано одат на ехо и ништо не прават и само ги следат, нели, колку се порастати, дали се 2 мм или 5 мм поголеми. Така да може да се направи, значи индивидуално и зависно од локалниот наод може многу по индикации многу порано. Значи може и од 35-36 години зависи ако има потреба. Значи бенигните ткива, бенигните промени грудки може да преминат во карцином? Да, затоа и советот на пациентките и затоа многу јас понекој пат велам се лутам кога ќе слушнам таков разговор дека да оваа грудка има веќе неколку години и ја следиме со некој доктор, нели? Ја следиме на ехо на секој 6 месеци и викам што следите? Дека е порасата 2 мм, 3 мм, вие да ја следите големината на ехо, не можете да ја следите структурата внатре дали се менува или не. Тоа се може да го видите само со биопсија. Само со биопсија. Да, така да тоа што го следите не ви прави услуга на вас никаква. И некакви правила има дека секоја промена која што над 1 сантиметар се појавила дека нели се прави една-две контроли, треба да се направи биопсија да се види дали треба да се отстрани. Уште еден гледач ке вклучиме пред да продолжиме со анализирање на останатите дилеми поврзани со ракот на дојката. Добар ден. Ало, Ве слушаме во програма, сте, повелете. јас сум од Куманово, Така, повелете. маш на 71 година. Така. Јас сум пришao од рак на дојка пред 3 години.
Аха, значи ви имавте такво искуство. Пред 3 години, да, еве. Ви редок благодарам случај, што се јавивте и што Не, споделивте не, вашето доктор. искуство. Ало, Да, имате прашање во врска со вашата состојба, повелете. па јас сум добар све, мене ме представи Илир, доктор, директор на државна болница. Ali сега ништо во Куманово социјално не ми признава тие резултати за треќа нега. Разбравте, докторке? Некакви резултати за нега од трето лице, Значи, тоа е веќе малку надвор од темата на која што говориме. Добро. Да. Така, ви Битно вие сте добар, тоа е најважно. А еве веќе кога сте на линија, како забележавте? Каква промена имавте? Па ништо не моментално пиене. Не, пред операцијата, што забележавте? Имавте некаква грудка, црвенило? Па не знам, тука имаше грудка на суска, на дојката. Така, имавте една грудка и излезе дека е тоа рак. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма, ви посакувам понатаму добро здравје, а ние ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Повелете. Да, така, убав ден. Баш убава ви емисијата. Благодарам. Секогаш ве следам, значи прекрасни сте. Ви благодарам. Дали имате некакво прашање? Имам прашање вака сега на двете гради. Да. Еве само да го намалите тонот на телевизорот. Имам цисти. Цисти имате. Добро. И на двете гради имате цисти. Значи многу цисти, да. И ги контролирам. На 57 години сум, Така. ги контролирам редовно, ама секогаш си стојат, не знам што да презирам, дали се опасни. Тоа никој, значи, вика ги следиме, ама јас сум загрижена многу ствари. Така, колку време точно ги имате? Дали знаете од прилика колку време перзистираат, обстојуваат? Па ги имам 4 години. Околу 4 години. Добро. Докторке, некој подпрашање да немате? Не. Не, во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Доктор Брајевиќ ќе ви даде одговор. Значи, цистите се многу честа наод кај нас жените, бидејќи тие се јавуваат како резултат на хормонските промени кои што ги доживуваме нели во различите фази од животот, започнувајќи од пубертетот, понатака бременост, нели менопауза. Сега жената е 57 години, нели веќе најверојатно на крајот на, мислам дека 57 рече, така? Да, 57. Да, така да тие може да се менуваат, зависи од нели хормонскиот статус, да си прави чести контроли, бидејќи некој пати во цистите, во внатрешниот дел знае да се појават промени кои што треба да се направи биопсија. Не секоја циста е опасна, меѓутоа треба да ја гледа рентгенолог кој што има искуство и знае како да види дали е само обична, не е велиме симплекс циста, обична циста, или има некаква промена внатре која што можеби треба да се биопсира. Значи, кај искусен радиолог, Да, прегледите да се прават понатаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ај среќен ден, убав ден да имате. Ви благодарам. Се најубаво и на вас. Ме интересира, имам снимано уште ланска година дојка на ехо. На рентген управо. Ми рекоа некоја промена сам имала на едната дојка. И ми рекоа доцент доктор да ме види на ехо. А ја никако да добием на ехо кај доцент доктор да Таму каде што го патиле, никако не можете да добиете термин. Тоа ќе објасни докторката. Така, добро. Ви благодарам за вклучување во програма. Ова е очигледно еден Истиот проблем за жал, да, меѓутоа ќе мора да се направи ехо и да се направи мамографија. Не знам дали пациентката правила претходно, така да... Значи, прегледот мора да се направи? Мора, апсолутно, да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав за вас, за докторката. Ви благодарам. Јас имам едно прашање во однос на вежбите за рака. Јас сум 42 годишна, оперирана сум пред месец и пол. Од страната е целата дојка. Сега во однос на вежбите за раката, например, колку често треба да се прават, дали не знам, еднаш дневно, 3 пати дневно, 10 на минути, 15 на минути. Так. И само да ве прашам, дали имате отоци или немате?
Не. Немате отоци во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Докторке, под прашање некоја? Не, во ред. значи, мојата препорака кај пациентите е да си се враќаат на секојдневните активности. Значи, што велиме ние женска работа по дома, да функционира нормално. На интернет сега може, или на Инстаграм имаат секакви вежби, нели, презентираат. Мојата препорака е не мора толку да се врзува дека мора да се прават одреден тип на вежби. Доколку вие функционирате нормално, значи во секојдневието, нема потреба да се врзувате за некаков тип на вежби да се прават еднаш во денот, 2 пати во денот, така да само нормално функционирање и да не оптеретува раката. Значи некој пат од пациентките одат на некакви во салони за некакви дренажи, лимфни, таму не знаете ни кој работи, ни дали имат искуство некакво, така да треба само на тоа да се внимава. Не мора толку да се врзуваат за вежбите. Само нормално функционирање. Уште еден гледач имаме. Очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Поздрав до докторката и водителката. Ви благодарам. Сакам да ја прашам докторката, на ехо ми е најдено липом. А на мамографија во ред е се, нема ништо. Сега да ми каже нешто докторката. На мамографија не го гледаат или велат се е во ред на мамографија? Во ред е, велат во дека ред. се во ред е мамографија, а на ехо има липом. Фала ви многу пријатно. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, доктор. Липомот е бениген тумор од масни клетки. Сега не знам колкава е големината нели на тоа липомче, во принцип секоја промена која што е на дојката и ако е поголем од 1 сантиметар, препорачливо е да се извади, бидејќи ако е липом, ако е бениген тумор, сепак е место каде што имаме нели хормонски промени и таа промена знае да расте. Значи таа за да биде сантиметар 2, таа треба да порасне, клетките се делат во неа и никој пат не може да знаеме кој фактор ќе делува да таа помине од липом, како што имаме бенигна варијанта, имаме и малигна која се вика липосарком. Значи потекнува од липом, од бенигната варијанта некој пат која стоела долго време и била игнорирана дека се е во ред. Така да мојата препорака е зависно нели од големината и каков е локалниот наод, да пациентката може се консултира со хирург и да видиме да го отстрани. Да се отстрани не дојката, липомот. Липомот. Значи не дојката. Со еден само со мал рез. Зависи колкава е, значи колкава е промената. Да се отстрани, меѓутоа треба да дојде на преглед, на консултација, да видиме што е, колкава е тоа, дали има потреба од биопсија или не, така да И покрај тоа што на мамографија е кажано дека се во ред, сепак да треба да се направи, попаметно е да се отстрани. Лузна би останала еве. При секој хируршки зафат, значи на било кој дел од телото имате лузна. Само кај некои делови, значи кога се оперира лице, резовите се скриени во пределот на косата, затоа не ги гледате. Меѓутоа секој пат има лузна. Секогаш има лузна. Имам уште неколку дилеми да ги разрешиме. Имаме многу малку време. Дел од нив веќе и ги појаснивте. Еве, отстранувањето цела дојка е побезбедно од сегментна мастектомија и зрачење. Значи побезбедно да се отстранат сосема дојките, отколку само еден дел да се отстрани, потоа да се прима хемотерапија и многу популарно, тие повеќе одат на естетскиот момент и многу ги преферираат тие така наречени штедливи интервенции, каде што делуваат само на карциномот, значи не делуваат на целата дојка, а потоа пациентите им даваат многу агресивен онколошки третман, бидејќи вие кога ќе оставите поголем дел од дојката, потребно да се направи така наречено стерилизација на целиот тој дел, бидејќи останува голем дел од дојката, може некоја клетка да има останато и поради тоа се дава поагресивен онколошки третман, значи поагресивна хемотерапија, секако зрачење мора на тој дел да се прави. На што велат статистиките потоа? Како е? Иако процентот е многу мал, значи во однос на рецидиви и кај ваков тип на интервенции, така наречени квадратектомии, каде што се отстранува само делот од дојката каде што се наоѓа карциномот и лимфните жлезди под пазувата, сепак вие не можете да дадете гаранција кај која пациентка би се појавил рецидив за некоја година. Така да секој пат и гледаме, зависи и од локалниот наод. Значи ви кажав, ако е дали имаме мегдан за таков тип на штедлива интервенција и секој пат јас сум можеби повеќе советувам кај помладите пациентки да одиме порадикално, па да одиме со онколошки третман за да бидат пациентите добри.
а за естетиката и реконструкцијата Понатаму нели треба да се секако размислува. има апсолутно мегна. Значи ова не требаше да го сместиме во заблуда, вие Да. има вистина во Да, ова. апсолутно. И само последното би го искоментирале, сосема накратко. Жената што е лекувана од рак на дојка не треба да забременува? Не, тоа апсолутно точно. Може, има клинички студии различни, значи немаат некаков точна бројка, да речеме, после колку време може, не сме да остане жената бремена, меѓутоа некоја препорака е 6 месеци после завршувањето на онколошкиот третман, од 6 месеци негде до 2 години. Сето тоа зависи, значи, и од стадиумот на болеста, типот на терапијата и така натака. Кај пациентки кои што се во години кога, да речеме, на 35-та, кога веќе резервата на јаниците се намалува во однос на јајните клетки, а бидејќи онколошкиот третман некој пат знае да трае подолг временски период, се препорачува да се замрзнат јајни клетки, бидејќи некој пат ако прима хормонска терапија, таа може да трае до 5 години, така да за да Значи најпаметно да се замрзнат јајце клетки пред започување на онколошки третман, значи ако е има жената, начини да се реализираат зависи од резервата на јајце клетки на јаниците, тоа се прави во консултација со гинеколог, значи тоа заедно соработуваме сите тимски. Да, рековте тим дека тука да, буквално тим, за да се договориме за пациентката на крај да има добар резултат. Докторке, ви благодарам многу за убавите јасни појаснувања што им ги упативте на гледачите. Благодарам. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што нас следевте. Пријатно. Пријатно.